Ако немате некој што ќе ви даде подкрепа да го издржите притисокот. Тие луѓе ги снимивме минатата година и го имаат чувството дека се оставени, дека немаат родители, дека немаат мајка и татко, дека немаат матична земја, дека не се исполнува првата и единствена Божја заповед: љуби го својот ближен како самиот себе си. Како да останеме во љубовта? Вилијам Шекспир, Офелија, има еден стих: ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. Ако не сте ја читале Библијата, ќе мислите дека тоа го напишал Вилијам Шекспир. Но да се вратиме на претходната сцена, познатиот монолог "Да бидеш или да не бидеш". Да бидеш или да не бидеш. Дал благородно за духот е да издржиш пред браките и стрелите на бесната судбина и оружје да кренеш. Хамлет понатаму на Офелија и вели, не можејќи да се додржи во љубовта, оди во манастир, зошто да раѓаш грешници. Потоа ги кажува стиховите: Господ ви дал едно лице, вие од него правите друго. Сето го цуккате, врцкате, шушкате. Како што го носиме обликот на земниот, така треба да го носиме и обликот на небесниот. Стихот што го кажува Офелија, ние знаеме што сме, а не знаеме што можеме да бидеме, има во прво Јованово. Таму се вели: сега сме чеда Божи и знаеме што сме, но не знаеме што ќе бидеме. Кога ќе знаеме, ќе го видиме каков што е. Ние зборуваме за небесен Отец. Ребека Вест, американската новинарка пред Втората светска војна, после престојот во Македонија, ја кажува реченицата која е многу вистинита и не отсликува состојбата во Македонија. Културата во Македонија не е технички трик, туку духовна, суштинска врска со Отецот Небесен, Создателот и Неговиот Син Исус Христос. Инаку како ние ќе се додржиме кога од сите четири страни и денеска и секој ден како Сатан им тргнеме подат, а ние треба да останеме во љубов. Кога излегувам тука, го молам Отецот да ми даде љубов во срцето. Од имене ми доаѓа да го земам мечот и да речам како Шекспир, како Хамлет: ил оружје да кренеш. Но Господ вели: војната не е ваша, туку е Божја. 30 години театар, скрби и утеха. Ако е нешто од луѓе, ќе пропадне. Ако е нешто од Бог, ќе се додржи. Го кажував тоа многу пати. Сумата која ја добил театарот од надлежните институции, како за 30 години, е помала отколку што една институција, некој градски театар во Македонија, добива само за една година. Но ние имаме Отец на небесата кој не држеше. Излегувам тука и барам да имам срце што не осудува. Зашто и денеска, замислете, Бог ги дал имињата на народите. Бог не избрал, Бог не запишал. Двата народа кои се важни, евреите, народ кој има завет со Бог како метафора и како реален народ, македонците, народ кој го повикува Бог. Тој не запишал. Не можел македонецот да го сонува апостол Павле ако тој не го познавал Бога. Го знаете тој стих: ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, Дела 16:9, Дела 15:10, и ќе изберам народ меѓу незнабожците кои ќе го прослави моето име. Значи нас Бог не именувал. Што треба ние да смениме? Зошто сме ние овде? Пред се да го славиме Бога,
и да ја славиме македонската култура која тој ни ја дал, не да ја раскрчмиме, не да ја продадеме, не да ја онадиме. Ако ние не можеме меѓу себе да се љубиме, љуби го својот ближен како себе си. Ако јас не можам да ги љубам македонците во Пиринско, во Егејско, во Преспанско, во Албанско и секаде, ако ми се забранува, тогаш ние излегуваме од Божиот закон на љубовта. И тогаш ќе кажам не. Не може никој да го избрише тоа што го запишал Бог. Ние сме македонци, македонски театар и затоа постои скрби и утеха. Првиот скрби и утеха постоеше кога Македонија немаше држава. Можам ли да направам споредба дека и вториот театар скрби и утеха постои како да нема држава? Кога јас треба да ја пружам раката за да добијам средства да ги поканам македонците. Кога пред 4 години некој му текна да ги укине овие средби, единствени средби во кои доаѓаа македонците се запознаваа меѓу себе, од Егејско, од Пиринско. Тука се запознаат, тие не знаат каква порака испраќаме ние. Каква порака испраќаме ако не можам 10 години да добијам средства да појдам кај македонците од Пиринско. Нели зборуваме за културен надпревар меѓу народите? Нели зборуваме за Европа без граници, а тие ставаат граници во нашето срце, во вашето срце. Но јас го молам Бог да ми даде срце што не осудува. Зашто знам дека Тој ќе дојде и ќе суди. Зашто ние сме овде затоа што Тој ни дава подкрепа. Зошто ние не можеме да правиме театар кога славиме 30 години? Зошто морам да одам на комисија на второстепена, третостепена, не ги знам веќе имињата, да се жалам. Павле Воскопулус го кажа тоа пред 10 години. Тихо, грците да имаа ваков театар, ќе го фотокопираа, ќе го умножеа, ќе го праќаа по светот, а вие сте еден и не ви даваат да работите. Не, јас не се жалам, само ви кажувам како стојат работите. Но јас имам еден добар сојузник. Тоа е мојот Бог, кој е најбогатиот на светот и тој не додржа. Од театарот кој слави 30 години излегува продукцијата Дион и Свети Дух со преку 400 документарни приказни. Тие се емитуваат на телевизија Сонце. Динар немаме добиено од државата. Излегува преку 40 книги, меѓу кои преводи на македонци од Пиринска Македонија, на македонците од Албанија, преводи на вредни театарски книги. Излегува овие 26 армакедонски слави, кои почнаа собирајќи се дома со своји средства и завршуваат така. Може би треба да се подсетиме дека Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински, основоположникот на македонскиот театар, заврши како заборавен библиотекар во Софија. Кога македонските театри гостуваа во Софија, не го канеа на представа, а денеска го слават. Ме подсетува тоа на Енвер Роџа. Ке ги убиеше луѓето, потоа ги прогласуваше за херои и им ставаше бисти. Замислете каков степен на нељубов. 30 години поминаа. За Господа 1000 години се како еден ден. Ние ќе продолжиме да работиме за Македонија, за да го почитуваме Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си. Без разлика на се. И не може никој да не го менува името кое ми го дал Господ. Кој си бе ти да ми го менуваш името? Надвор од Македонија, сатано. Мене Бог ме именувал. Никој не може да ми го смени името. Зашто Бог сакал да има македонци, македонецот да дојде тука, да сонува апостолот Павле, и Бог вели, ќе дојдам при вас. Откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Тоа го вели нашиот Отец, тоа не го вели апостолот Павле. Тој зборува за Македонија, папок на светот, избран сад за свечена употреба да се шири светот Евангелие. Ете, тоа е приказната. А вие можете ли да останете во срце што не осудува, срце примирено во Бог, и да ги сакате бугарите, грците, србите, албанците, НАТО, европејците, кои ве плукаат, ве убиваат, да им го завртите другиот образ, образот на Божјата љубов, образот на Исусовата љубов. Ете, тоа е Македонија. Не сретнав ни еден македонец во соседните земји, каде што тешко можат да се идентификуваат што мрази. Тие само пеат, се радуваат, сонуваат. Тоа е Македонија.
земја именувана и избрана од Бог. И ќе остане тоа, зашто Бог вели вака, ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците? Зарем во Македонија нема еден праведник да ги спаси македонците? Мир вам до Божиот царство небесно.